Истече рокот што Брисел ни го зададе за да се донесат нови изборни правила и да се обезбедат дополнителни 4,2 милиони евра од планот за раст. Власта и опозицијата не успеа да најдат заедничко прифатливо решение, главно околу гласањето на диаспората по електронски пат или по пошта. Изборниот законник според владеачкото мнозинство ќе мора да почека подобри времиња. Сепак оттаму велат дека опозицијата која примени филибастеринг во собранието ќе треба да сноси одговорност за тоа што државата не ги добила дополнителните европски средства. Премиерот Мицкоски вели дека има работа со несериозни опозицијски политичари, кои не ги послушале ниту пораките на еврокомесарката Марта Кост дека изборниот законник треба да биде донесен. Поминаа денови, тие се натегаа кој кого ќе го викне и каде ќе содржи тој состанок помеѓу опозицијата. Мене не мора да ме слушаат, не важен сум јас во случајот. Еве нека слушаат комесарката Кос. Таа го кажа дека тоа е дел од реформите кои што се битни за евроинтеграција. Знаете, чудни се некои политичари во опозицијата. Кога станува збор за нивен интерес, тоест да бидам попрецизен, нивен джеб, тогаш полни ми устата со Европа и само Европа. Кога треба да зборуваме за одговорност и носење потези, а кога се во опозиција, тогаш се прават само за да ние таму не стигнеме каде што треба да стигнеме. Левица и СДСМ пак со меѓусебни критики за тоа кој всушност одиграл по волјата на Мицкоски да не се донесе изборниот. Од Левица, која се обиде да иницира средба за да се испеглат разликите меѓу опозицијските партии околу изборните правила, велат дека СДСМ има договор со ВМРО ДПМН да не се менува изборниот законник, бидејќи тоа повеќе им одговара. Секој обид изборниот законник реално да се допре до суштината наидува на идентична одбрана, различна по реторика, идентична по исход. ДПМН игра една улога, СДСМ друга, но резултатот е секогаш ист. Опозицијско обединување за една изборна единица би можело конечно да го скрши тој циклус, да наметне заедничка сила пред авторитативната власт на ДПМН, коментираат од партијата на Пасиев. Од СДСМ пак возвраќаат. Левица е создадена и финансирана за да ја разбие опозицијата, да ја напаѓа СДСМ и да му обезбеди на Мицкоски дополнителен глас во собранието кога му е потребен. Кога ВМРО ОКГ нема одговори за реформите и за европскиот пат, Левица излегува со лажни обвинувања за да го одбрани режимот. Левица не е опозиција, таа е продолжена рака на Мицкоски. Албанската опозиција пак остана на своите ставови, дел за повеќе изборни единици, а дел за начинот на гласање на диаспората. Проблемите со изборниот законник почна уште во работната група во Министерството за правда, која ги усогласуваше измените. СДСМ ја напушти групата, откако решенијата влегоа во собраниска процедура, ги блокираше со околу 10.000 амандмани. Катерина Нешкова, Сител телевизија.